Драги наши Авон представници, во ова видео ќе се обидеме да објасниме на кој начин да го избегнеме дуплото минусирање. На почеток ќе објасниме кога се случува дуплото минусирање на износ. За ситуацијата да ни стане појасна, ќе го земеме следниот пример. Авон представник рекламира производ со вредност од 300 денари, од тековна фактура со број 1001 и износ на фактура од 3500 денари. Бидејќи рекламира, враќа производ од фактурата со број 1001, представникот фактурата со број 1001 ја плаќа со намален износ за 300 денари, односно самиот го одбива износот и уплаќа 3200 денари, наместо 3500, иако овој износ е запишан на фактурата и на уплатницата. По обработка на рекламацијата од страна на одделот за грижа на корисници, корекцијата, односно одбивањето на износот, ќе се присмета и прикаже во следната фактура на Авон представникот, поточно на уплатницата од следната фактура. Продолжуваме. Авон представникот со следна порачка добива фактура со број 1002 и износ од 5000 денари, додека уплатницата е со износ на 4700 денари. Како што кажавме, на уплатницата е прикажана корекцијата за рекламираниот производ од претходната фактура. Дуплото минусирање се случува кога Авон представникот втората фактура ја уплаќа по платница, што значи по втор пат го одбива истиот износ, 300 денари. Првиот пат кога самиот го одбива износот, при плаќање на фактурата 1001 и вториот пат кога повторно уплаќа намален износ при плаќање на фактурата 1002. Како правилно да постапиме и да не погрешиме? Постојат две опции. Првата, секогаш плаќајте го износот по платницата на двете фактури. Доколку пак, поради висината на износот, инсистирате да го одбиете износот на рекламираниот производ од тековната фактура и доплатите намален износ, следи опција 2. Во тој случај, при плаќање на следната фактура, потребно е да го платите износот на фактурата, а не тој на уплатницата, бидејќи на уплатницата е износот во кој е прикажана корекцијата, а вие веќе еднаш го имате одбиено износот при плаќање на вашата претходна фактура. Запомнете, сите обработени, процесирани корекции се прикажани на уплатницата во првата следна фактура по извршената корекција. За крај, наш совет. Секогаш споредете го износот од фактурата и оној на уплатницата. Доколку износите се разликуваат, а не сте сигурни од каде произлегува разликата во износите, јавете се во контакт центарот за грижа на корисници за детална проверка и објаснување. Ви благодариме што одлучивте Авон да биде вашиот прв избор за козметика.